Како што се појави на политичката сцена, така и од ненадеж исчезна од јавноста. Беше дел од владата на Зоран Заев. Се врати, веројатно онаму каде што припаѓаше, во невладиниот сектор. Неделава со Асоциација за одржив развој и инклузивен развој и двете германски фондации организирана беше дебата за конструктивен диалог. Добре ден за Мила Царовска. Добре најдов. Раскрстивте целосно со политиката или се уште имате контакти со екс-премиерот Заев, со актуелниот премиер и лидер Ковачевски? Јас политиката ја разбирам пошироко како политика која што креира можности во државата, која што се грижи за различните области, што значи дека со политичкиот свет и она што значи креирање на јавни политики не сум раскрстила, од таму дојдов, таму се вратив. Граѓанскиот сектор главно треба активно да учествува во креирање на сите тие јавни политики кои што се грижат за интересот на граѓаните. Во делот на партискиот активизам, да, сметам дека сум целосно надвор и сега сум посветена на она кое што веќе го најавите дека го правам, или основање на нова асоциација, грижа да таа се постави на добри основи и понатаму да може да работи и да придонесе за развој и подобрување на квалитетот на живење во нашата држава. Ја заговарате идејата дека е неопходен конструктивен политички диалог. Возможно ли е во вакви поларизирани околности, особено на политички анимозитет пред се меѓу клучните политички чинители, двете најголеми македонски партии, и во услови на постојано конфронтирање кој е поголем криминалец, кој е поголем демократ? Па токму во услови како што пишавте, неопходно е да имаме обиди за конструктивен диалог. Зашто во такви моменти во какви што се наоѓаме денеска, дури и повеќе е потребно да зборуваме за конструктивноста на сите страни, на сите засегнати чинители, за да можеме да постигнеме некаков прогрес или подобрување на таа состојба. Ако ги погледнете и последните истражувања на ИРИ, но и на други агенции кои што се присутни кај нас, ќе видите дека довербата во политичарите во континуитет се намалува. Тоа е аларм. И за нив, но исто така и за граѓанското општество, и за граѓаните, и за медиумите, дека нешто треба да промениме. И токму оваа глобална иницијатива, конструктивна политика, не е иницијатива која што ние самостојно работиме со пријателите на Европа или Friends of Europe, кои што на глобални ниво поттикнуваат да политичарите, медиумите, граѓанските организации и граѓаните побараат конструктивен диалог. Да седнат заедно, да ги согледаат разликите и различните позиции од кои што тргнуваат и да се обединат во тоа дека сакаат да ги надминат проблемите со кои што се соочуваат заедниците во кои што работат. А тоа е возможно само доколку сите политики ги разгледуваат врз основа на факти, врз основа на бројки, врз основа на аргументи, многу повеќе да ги ставаат тие во преден план наспроти личните навреди и препукувања кои што можеме да ги видиме секојдневно. Како го објаснувате феноменот за ниска доверба кај политичарите, недоверба во институциите, ерозија на правниот систем? Чувствувате дека живееме во соевиден нездрав општествен, па и политички амбиент? Во целиот свет го гледаме речиси истото. Може би затоа што лично не засега дома и најмногу и не боли. Но сето тоа кое што се случува е плод на многу години непресретнување на потребите на граѓаните. И тоа е факт. Ќе видите дека ако граѓаните зборуваат за една работа, се случува криза, па ја решаваме таа криза, повторно заборавајќи дека можеби основните потреби за квалитетно образование, за квалитетно здравство, за квалитетна социјална заштита, за услуги, дневни услуги кои што ви требаат од државата да бидат брзи, да бидат квалитетни, да бидат достоинствени, затоа што при тоа па и граѓаните плаќаат за тоа. Така сметам дека едноставно треба да почнеме повеќе да се фокусираме на овие прашања и можно е низ основа на разгледување на аргументи, факти, најмени се експерти на ова прашање, за да политичарите донесат одлука врз основа на експертските мислења и анализи, а не врз основа на личните субјективни ставови, кои што секако треба да се присутни во политиката затоа што тие ја добиле довербата од граѓаните, но при тоа мора да ги разгледаат аргументите, бројките и што она
значи да се има квалитетен систем кој што ќе одговори на една потреба. Но овој модел не се однесува само на една тема, туку напротив, тој може да се реплицира на сите теми и е како модел, како метод кој што треба да се употребува. Госпоѓа Царовска, постои ли и дали воопшто може да се прави равенство дека сите се виновни за пропаднатата и лоша состојба во правосудниот систем, за лошата слика во социјално-економската лоша состојба. Или најлесно е да си ја префрлаат топката политичките чинители, а проблемот, односно сиот товар да паѓа на крајот повторно кај граѓаните. Препукувањето, покажувањето са на прст кој е крив, кој е прав, кој направи повеќе, кој направи помалку, нема да не донесе до подобрување на состојбата. Тоа е она кое што би требало сега да го отвориме како дебата. Што е она што ни треба да направиме за да се подобриме? Затоа што патот кон ЕУ го трасираме. Сме членка на НАТО, перспективите се отвараат. Но наша е домашната задача да ги подобриме институциите, да ги подобриме секторите кои што директно ги засегаат граѓаните. Да работиме да се зголеми квалитетот на живот на нашите граѓани, но исто така паралелно да сите овие процеси ги работиме заедно со нив. Зошто? За да ја вратиме довербата. Без доверба е невозможно да подобрите ништо. Која е политика да ја понудите денеска? Недовербата прави да граѓаните ретерираат, да се плашат, да се повлечат, да критикуваат, некогаш со основа, некогаш без основа, но главно, ако фали диалог, тогаш ниедна политика не е доволно добра за да сите веруваат во неја и да тргнат во нејзина имплементација. Ние сме дојдени во состојба во која што или сите ќе се согласиме дека ни треба квалитетна држава за да ги одговори на потребите на граѓаните, или ќе продолжиме на овој начин каде што гледаме дека едноставно граѓаните ја губат довербата и во институциите, што е многу пострашно, но и во политичарите. Вака фино звучи теоретски кажано, меѓутоа фактите говорат следно, дека власта и опозицијата не може да се договорат за клучните, суштински прашања за државата. И секогаш кога работата ќе дојде, условно кажано, нож до коска, постојано ни е потребна меѓународна асистенција. До кога ќе чекаме проблемите да ни ги решаваат странци, условно кажано? Мислам дека имаме капацитет демократски доволен, а исто така сите страни кои што се вклучени во диалогот добро ги знаат проблемите и уште подобро ги знаат решенијата. Ние дома имаме капацитет Но да работиме на прашањата прашањата. веројатно ги ставаме под тепих. Едно е тоа дека ги ставаме под тепих, но од друга страна не си веруваме и се грижиме многу повеќе за политичкиот поен наспроти за решавање на истиот проблем за кој што сме седнале да разговараме. Мислам дека е возможен конструктивен диалог, посебно во ситуација во која што сме. Сите сме свесни за потребата да дискутираме врз основа на аргументи и да носиме решенија, затоа што на крајот живееме тука. Нашите деца живеат тука, сакаме да ја подобриме состојбата и тоа ќе го постигнеме само ако прво ја вратиме довербата, од друга страна се слушаме помеѓу себе, се почитуваме, не се напаѓаме на лична основа, туку ја напаѓаме политиката која што е дадена како предлог. Затоа што таа, ако ја нападнеме како предлог, тогаш значи нудиме подобрување на истата и на крајот заеднички ќе поставиме предлог кој што е најквалитетен што може во однос на капацитетите што ги имаме како држава. Аз сметам дека имаме многу капацитети, секако дека меѓународната политика треба да продолжи да се води и политичарите тоа го прават. Но главно треба да се фокусирате на да одговорите на потребите на граѓаните за да ја вратите довербата во нив, а со тоа исто и да превенирате постојано одлевање на младите кои што ви требаат за да оваа држава просперира и има економски раст и развој. Царовска, дали го делите мислењето кај голем дел од домашната јавност дека кај нас одговорноста кај политичарите е мисловна именка? Многу често меѓународните партнери ќе ни укажат на голем број на слабости. Било да е судство, корупција, криминал, неефикасни институции, гломазна администрација. И сето тоа се сведува на декларативно ниво, ги сваќаме пораките и забелешките, ќе работиме на тоа. И при тоа ништо не се прави. Тука е и одговорноста на сите нас. При тоа споделената
правда или споделената одговорност во едно општество лежи кај политичарите, кај институциите, кај граѓаните, кај граѓанските организации, кај медиумите. Ако сите ние заеднички бараме отчетност, одговорност и спроведување доследно и почитуваме кога нештото ќе се спроведе или укажуваме кога нештото нема да се спроведе, тогаш сметам дека и од другата страна одговорот ќе биде многу посериозен. Затоа што колку пати сме виделе дека има одреден прогрес, но сме го преќутале. И колку пати сме виделе дека има некакво уназадување, но сме рекле ајде тоа не очекувам повеќе. Ако очекуваме како граѓани повеќе, тогаш и ќе добиеме повеќе, затоа што изборите се тие кои што укажуваат дека нешто е ветено, ако е исполнето продолжуваме, ако е неисполнето не продолжуваме. Затоа сметам дека граѓаните треба што повеќе да се мобилизирани, присутни, да не бегаат од политика. Јас кога сега се врати во граѓански сектор, слушам, ама јас не се занимавам со политика. Велам, сите вие се занимавате со политика. Политика е социјална заштита, политика е вработување, политика е здравство, политика е образование. Се ова политики кои што лично ме засега. Да, и се занимавам со политика. Можеби не ќе да бидете член на политичка партија, но колку повеќе граѓани се секираат да политиките бидат во нивни интерес, толку подобри резултати ќе постигнуваат политичарите, во тоа сум сигурна. Кога говорите за отчетност, препознавате ли помалку дека власта сега е овој период актуелна изградбата на коридорите 8 и 10D. Власт и опозицијата се препокува дека се работи за нетранспарентен процес. Што вие мислите? Повторно мислам дека станува збор за таа недоверба за која што зборував и претходно. Доколку сите работи се расчистат на времено, доколку се отворат прашањата, доколку сите тие процеси се водат низ демократски институции, капацитети, како што не личи, мислам дека нема да стигнеме до ова до кое што сме денеска, но сепак гледаме дека препукувањето многу повеќе се однесува на личните односи, на навреди, многу помалку се користат аргументи и факти, но сметам дека тие треба да седнат заеднички и да видиме што е интересот на граѓаните. Секако дека граѓаните, граѓанските организации, сите институции кои што се во чек енд баланс системот треба да бидат присутни и да едноставно видиме што е јавниот интерес, како тој понатаму треба да се постигне, затоа што секако инфраструктурата во нашата држава е од огромно значење и е потребна не само интерно, туку и поврзувањето со соседите, поврзувањето со светот на нашата држава, за да можеме да имаме економски развој. Но при тоа, за да се врати довербата, потребен е тој конструктивен диалог и отварање на сите аргументи и факти, за да може одлуката кога ќе се донесе само да продолжи да се спроведува, да немаме вакви почетоци, па запирања, кои што едноставно само прават застој во развојот на нашата држава и при тоа таквата сцена која што се прикажува во јавност допринесува да уште помалку граѓаните веруваат дека се прави нешто во нивни интерес. Гледате тренинг гостин во емисијата Мила Царовска, поранешна вице-премиерка за економски прашања, министерка за труд и социјала. Сега на ваш терен, што би се рекло, растат платите, но и трошоците за живот. За 20.000 денари се зголемени трошоците за живот. За едно семејство се речиси недоволни веќе ниту 800 евра или за еден месец да пристојно се живее се необходни над 50.000 денари. Како денеска вие оцениле социјалната мапа? Социјалната мапа со години се провлекува низ призмата на Министерството за труд и социјална политика. Она кое што и како поранешна министерка, но како и некој кој што ја следи социјалната политика, можем да го кажеме дека се додека ова прашање на социјална нееднаквост, сиромаштија го гледаме само низ призмата на примање на социјална парична помош, нема да стигнеме далеко. Системите кои што се успешни во светот, а се однесуваат на добри социјални држави, да кажеме, кои што ја намалуваат во континуитет социјалната нееднаквост, зборуваат за холистички пристап. А тоа значи дека сите останати институции треба да се вклучат во намалување на социјалната нееднаквост. Што би значило тоа? Дека ние треба да зборуваме за образование како излез од сиромаштија. Ако примаме социјални бенефиции од државата, колку време ги примаме
и како побрзо да се вратиме на пазарот на труд, од каде што во суштина можеме да излеземе од сиромаштија. Дополнително, ако зборуваме за здравјето како сеопшта благосостојба, тогаш во каква благосостојба на ментално, физичко здравје се наоѓаат нашите луѓе што се невработени и што да направиме за тие да ги вклучиме на пазарот на труд, кога гледаме дека имаме група невработени кои што остануваат во континуитет таму, но сепак имаме недостаток на работници на пазарот на труд. Што укажува дека тој холистички пристап и отвореност и на реалниот сектор и на институциите треба да го ставиме на агендата и да почнеме да зборуваме, за да овие бројки кои што ги кажавте денеска се намали, да кажеме, сиромаштијата или да се зголемат приходите кај поголем број на граѓани. Да не заборавиме, клучниот елемент како ќе ја намалите социјалната нееднаквост е преку редистрибуција или допирање на даноците, за кое што едноставно заборавивме. Пред 2 години зборувавме, почнаа одредени процеси и денеска престанавме да зборуваме дека најдобрите држави кои што имаат најдобра социјална слика и социјална мапа се оние кои што имаат прогресивни даноци, заради тоа што тоа е еден од начините на кој што вие може да направите редистрибуција на добрата и парите кои што се наоѓаат во општеството, за да сите го добијат оној стандард на живење кој што е потребен за достоинствен живот. Дали недостигот од работна сила го гледате, односно проблемот во недостиг на работна сила го гледате и кај предприемачите, кои на некој начин понекогаш се и скржави, народски кажеме, па не знаат да го одврзат кесето, па и да платат повеќе за асото и да го ценат својот вработен. Не само да велиме ни недостигаат работници. Сега веќе проблемот не е таму, да кажеме. Тоа беше пред одреден период кога имаше на располагање повеќе работници, а платите сепак беа ниски. Денеска гледате работодавачи кои што на вистина и имаат можност или волја да платат, но при тоа не може да ги најдат работниците кои што и се продуктивни, за да може да понатаму ја движат таа компанија или тоа предпријатие во развој. Но го пропуштивме времето кога требаше да се грижиме младите да не заминат надвор, кога требаше да се грижиме за квалитетното образование. Ако сега се вратиме и се фокусираме на тоа дека, едно од решенијата е дуалното образование насочено кое што ќе обезбеди врска помеѓу компаниите и младите луѓе и тие ќе останат да работат, е едната. Но при тоа треба да се грижиме и да обезбедиме добро општо образование, кое што најчесто треба да го стекнеме во основното. Зошто? За да може да создадете граѓани кои што се продуктивни, граѓани кои што сакаат да работат, граѓани кои што веруваат во напредок на оваа држава, граѓани кои што ги почитуваат граѓанските концепти и принципи и граѓани кои што може понатаму да се развиваат и на таа основа да градите. Ако не направиме промени во основното образование, па дури во предучилишното образование, оние промени кои што ги почнавме ги гледате, јас би сакала да ги видам да продолжат. Затоа што само на тој начин, почитувајќи меѓународни стандарди на ОЕЦД, почитувајќи ги препораките на УНИЦЕФ, на Светска банка, вие само така може да речете дека сте создале образование кое што служи во интерес на граѓаните, кое што ќе создаде млади генерации кои што понатаму ќе бидат работници, некои од нив ќе бидат лидери, некои ќе бидат предприемачи, некои ќе бидат работници, но основата ја давате тука. Така да мислам дека не треба да продолжиме да плачеме на истореното млеко или пропуштената шанса да вложиме во човечкиот потенцијал, туку сега да се погрижиме да она кое што е почнато и поставено на добри основи да продолжи да се спроведува како систем на образование, за да може да очекуваме во наредниот период да имаме граѓани кои што веруваат во државата, кои што веруваат во институциите и кои што сакаат да останат тука, но при тоа го имаат и потенцијалот, знаењето и капацитетите да водат или да бидат водени. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше Мила Царовска, поранешна министерка и вице-премиерка во владата на Зоран Заев. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини. Мојата колешка Марија Димишкова ќе разговара со професорката Татјана Алексич. Следете не.